Добро утро, почитувани гледачи, почнува ново издание на емисијата Фактор здравје. Во неја зборуваме за бенигни израстоци на кожата и во оној вовет и најава би рекле дека кожата е нашиот најголем орган и таа не штити од надворешните влијанија. Но со текот на времето, со годините на неја може да се појават најразлични промени. Некогаш естетски ни пречат, но некогаш кај нас може да предизвикаат и сомнеш за што станува збор. Токму тогаш е време да посетите дерматолог, да се направи соодветен преглед и дерматологот да процени дали нешто треба да се отстранува, да се следи и што е препораката која ќе ја добиете токму од нив. На оваа тема за бенигни израстоци на кожата утрово разговараме со доктор Ивана Панговска, специјалист дерматолог од Промедика Медикал Центар. Добро утро, доктор Ивана, и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, добро утро до вашите гледачи. Со особена благодарност за поканата за учеството во вашата емисија и огромно задоволство поради можноста да поразговараме на темата на бенигните кожни израстоци. Тема која што не е многу експлоатирана, не многу дискутирана, а е честа, да не речам секојдневна патологија во дерматолошката пракса, па оттука и доволно добра причина да се обидеме да ги разјасниме, објасниме или да ги доближиме најчестите бенигни кожни лизии на кожни израстоци на кожата во смисла на широката популација. Така, бидејќи голем дел од популацијата и ги има, сите ние во одреден период од животот се соочуваме со такво нешто. Најчесто и бидејќи многу веќе промотивно изборуваме и помислуваме на карциномот на кожата, меланомот. Меѓутоа и сите останати промени со должно внимание, нели, посветеност за да знаеме некогаш некому дали естетски му пречат, дали некогаш ќе има и медицинска причина за да се отстранат, добро е да можеме да препознаеме. Апсолутно, алудираме на редовните прегледи и консултација со дерматолог. Така, ќе погледнеме блок реклами, па веднаш потоа продолжуваме со темата. Останете со нас, почитувани гледачи. Следите не до самиот крај и веќе добро знаете. Повторно ве поканувам да се јавите, да поставите прашање за проблемот кој што го имате, еве конкретно сега со кожата, за да добиете соодветен, односно најдобар совет и препорака од доктор Ивана. Со доктор Ивана Панговска, специјалист дерматолог од Промедика Медикал Центар, зборуваме за бенигните израстоци на кожата и нормално сега како прво прашање што се и кои се бенигните израстоци на кожата? Што се бенигните израстоци? Генерално, како краток вовед, би кажала дека кожата е составена од клетки и ткива кои што имаат различно ембрионално потекло, па оттука и шареноликоста или различноста во однос на хистоморфолошката градба на кожните израстоци или лезии. Главно ги диференцираме или ги карактеризираме во три поединечни групи на бенигни кожни тумори, малигни тумори и група на преканцерози. Тоа се една група на кожни промени, лезии кои што со своето настанување имаат бенигнен карактер, меѓутоа со текот на времето имаат можност и способност да малигно алтерираат. Бидејќи темата на денешната емисија ни се бенигните кожни израстоци, неопходно е да ги напоменам основните карактеристики на овој тип израстоци. Една од главните или најзначајните карактеристики е тоа што се градени од клетки кои што имаат идентична, иста или пак слична градба како клетките на нормалните ткива и органи. Притоа, овој тип на израстоци немаат инвазивен раст за сметка на малигните тумори, значи се јасно ограничени, најчесто инкапсулирани тумори кои што немаат можност на деструкција за сметка на малигните тумори кои што даваат и метастатски депозити. Тука немаме метастази и меѓу другото постои можност за нивно рецидивирање како една од можеби најнегативните карактеристики на бенигните израстоци. Меѓутоа, основното е што витално не го загрозуваат човековиот живот. Так. Во однос на мноштвото бенигни израстоци направена кои се најчестите, така, и што е она што најчесто во ординација го гледате кај пациентите? Една широка патологија, една широка обемна материја и оттука потребата да се класифицираат во одредени групи или подгрупи. Би ги напоменала цистите, кои што во суштина представуваат празни
празнини или шуплини во кожата, опложени со епител и најчесто имаат течна, желатинозна или пак цврста конзистенција, односно содржина, а настануваат како резултат на одредена обструкција на ниво на изводниот канал на влакнениот фоликул или како резултат на одредени трауматски нарушувања. Во прв ред тука се, да речам, милиумите, атеромите и атероматозните себацеалните цисти. Понатаму во следната група би ги напоменала епителиалните тумори или израстоци и најчестата нивна манифестација на така наречената себороична кератоза. Во суштина тоа се израстоци кои што настануваат со пролиферација на епителиалните клетки, односно нивно намножување и нивно напластување. Следна група се група на тумори кои што потекнуваат од кожните аднекси. Би рекла релативно не толку честа, не фреквентна група на бенигни израстоци кои што потекнуваат од специјално диференцирани клетки на себацеалните лојни жлезди, на потните жлезди и влакнените фоликули. Тие немаат типична карактеристика, па многу често нивното докажување е преку хистопатолошкиот наод. Понатаму спаѓаат групата на тумори од сврзно, нервно и мускулно потекло, една широка палета во која што чести израстоци се кај меѓу широката популација од типот на тврди и меки фиброми, односно фибромите се оние представници на оваа група на бенигни тумори. Понатаму исто така имаме група на васкуларни тумори кои што најчесто ги делиме на хемангиоми и лимфангиоми, од кои што хемангиомите го зафаќаат, односно се позначени или приоритетот го имаат во однос на својата патологија. Инаку се резултат на пролиферација на крвни садови или нивно прекумерно дилатирање, ширење. Знаат да се јават на кожата, слузокожите, меѓутоа може понекогаш да афицираат и некој внатрешен орган. И последната група, должни сме да ја напоменаме, бидејќи не постои човек кој што не има пигментен невус, односно тоа се пигментните невуси, групата на пигментни невуси или младежи, израстоци или лизии на кожата кои што всушност потекнуваат од невусните клетки кои што имаат способност да провоцираат или продуцираат пигмент меланин и практично идентична функција како и меланоцитите. Ова е една исто така широка патологија или голема група на кожни лизии кои што заслужува посебно внимание и можеби подетална така во некоја емисија за нив. Да, навистина многу ги има, ама од сето ова што го набројувате така ние сами не можеме само да забележиме дека се јавила некаква промена. Ама зашто станува збор никогаш сами не знаеме и затоа не смееме ниту да преземаме нешто сами во домашни услови. Токму така. Во денешното модерно време, време на дигитализација, време на технолошки напредок, каде што пациентите несомнено на наједноставен начин посегнуваат по интернетот и сега поново артифицијалната интелигенција. Секој еден поединец има потреба понекогаш да се консултира или нормално е да ги консултира, да речам, овие нови мрежи, но во суштина најконклузивен е наодот од прегледот и мислењето на лекарот специјалист, односно дерматолог, кој по извршениот клинички преглед, односно физикален преглед, самиот аспект или клиничката слика на промената и посебно во последно време како помошната алатка која што ни од несомнено најголемо значење дерматоскопот, конечно ги диференцира промените во која насока одат и
Понатаму следното прашањето на тема на адекватно третирање, да, или адекватен тука се многу бројни, така протокол само, или режим на третирање на соодветните леси. Така. Најчесто може би ги поврзуваме со повозрасната или постарата популација, но вакви промени може да се појават во кој било период од живот, точно така? Значи, не можеме да обобштиме или да генерализираме дека тоа се лези кои што се главно манифестни кај повозрасната популација. Тие се буквално се јавуваат во сите животни доба. Значи, од хемангиомите кои што се карактеристични или присутни можеби при самото раѓање или пак се јавуваат во првите 12 месеци од раѓањето, понатаму кај што станува збор ако млада гравидна жена бремена во периодот на бременоста, лактацијата, исто така можат како резултат на хормонални флуктуации или одреден хормонален дисбаланс да се појават тие фиброепителијални израстоци, пендулантни папиломи, може да се појават чериангиомите, може да се појават така наречениот пајаков невус или спајдер невус. Значи, не можеме да обобштиме, особено имајќи го во предвид и можноста за нивно ширење, каде што се уште научната мисла го нема детектирано тој вирусен етиопатогенетски модалитет, меѓутоа стои и држи фактот дека сепак во позадина можеби има и некоја вирусна генеза, освен или генетската предиспозиција која што меѓу другото е исто значаен фактор, склоноста или типот на кожата за развивање на бенигни лези. Значи, општо би рекла дека тие се израстоци кои што се карактеристични за сите животни доба, но може би повпечатливи и поупадливи кај позрелата или возрастна популација. Така да. Старечките пеги, сега вака слушајќи ве, само ми текна да споменам, дури и тие кога сметавме дека во малку подлабока нели старост ќе се појават на рацете или на лицето, денеска веќе така може кај секого, бидејќи од долготрајната, долгогодишна изложеност на сонцето, така, па се чудиме, зошто ми се појавија на раката толку многу порано. На кои делови на телото најчесто? Дали некогаш се по едно, две или по многу повеќе? Зависи од тоа за каков израсток станува збор? Да, во зависност значи од патологијата која што ја имаме пред себе. Генерално на секој дел од телото, вклучувајќи го и скалпот и капилициумот, може да се јават и кај секој бенигнен тумор поединачно може да постои солитарна единачна лезија, но може да постојат и мултипли. Можеме, доколку ја сега не знам дали имаме одредени слики, да ги објасниме најчестите, најфреквентните бенигни израстоци. Да, ова се веќе фотографии од ординацијата во ProMedical Medical, така, одделот за дерматологија, каде што нели се нудат сите најсовремени начини за преглед и за третман. Апсолутно, гледачите имаат можност да се запознаат со условите и просторните можности на дерматолошката ординација, инаку поседува две специјалистички единици и секако имаат можност да го обават својот преглед и со помош на матичните лекари, односно издавање на упат. Дел од прегледите и преку фондот, преку закажување со матични прегледи, се во интерес на нормално грижата, здравјето на пациентите. Нам сите пациенти ни се подеднакво значајни и важни и во принцип во ProMedica постојано на месечно ниво се одвиваат или се постојат одредени акции, промотивни кампањи за да се доближиме до пациентите. Повторно ќе кажам, се во интерес на нивната добробит и чување на нивното здравје. Така да. Имаме гледач на линија, само пред да го вклучиме би сакала да кажам, секој петок сте во Систина офталмологија Штип. Да, таму
вршите прегледи и консултации, така Да, веќе добро познато на неодамна луѓето. имам и еден нов ангажман, така што граѓаните на Штип и околината или можеби целиот источен регион на државата има можност, доколку имаат потреба од преглед или консултација, истиот да го обават во Систина офталмологија, ординацијата, специјалистичката ординација по офталмологија во Штип, каде што таму ординирам секој петок. При тоа генерално прегледите се наменети за преглед на кожа и промени кои што се јавуваат во периокуларната регија, односно регијата на очите, очните капаци, но добре дојден е и секој еден кој што има промени на останатите делови од телото, односно кожата на телото, со моето знаење и умење на најдобар можен начин да помогна. Така да. Па и дополнително со промотивна цена прегледот од 50% попуст. Ќе го кажеме тоа уште еднаш во текот на емисијата за да ги потсетиме гледачите, а сега добро утро за вас. Повелете. Ало. Добро утро, ве слушаме. Кај се наоѓате бе луѓе? Промедика се наоѓа во централното градско подрачје, спроти трговскиот центар Рамстор и поточно НЛБ банка. Така, да. Дали тоа беше вашето прашање? Да. Добро. Така, проблемот кој што го имате во моментов, така ќе се консултирате, ќе направите еден преглед, па ќе се види што треба понатаму да се прави. Сега споменавме за, ајде, поединечно да обработиме или да подобјасниме. Малку да поконкретизираме, значи, одредени лези. Еве, како што и напоменав претходно во моето излагање, во групата на цисти, како најчести, најфреквентни се милиумите и атеромите. Милиумите во суштина представуваат повеќе на број ситни мали белузлави јазолчиња, може да бидат најчесто групирани и локализирани во предел на очите, очните капаци, образите, слепоочниците или групирани ретроаурикуларно зад ушната школка. Инаку во суштина тие се површински, суперфицијални кератиноцитни цисти. Имаат цврста конзистенција и големина на врвот шпенагла или глава на топуска, при што представуваат исклучително козметски проблем. Во таа насока обично пациентите сакајќи да извршат експресија, да ги истиснат, не е возможно тоа да го направат. Обично се третираат со поназначена евапорација и класичен козметски третман со стерилна мала игличка, а во специјалистичката ординација кај нас со помош на најпоследно иновативната плазма пен технологија, каде што практично вршиме термолиза или термичко го согоруваме ова површинско цистиче. Атеромите пак од своја страна представуваат обично округли овални цисти на длабоките делови на влакнениот фоликул и генерално се јавуваат на капилициумот. Меѓутоа, возможно е нивна манифестација и на вратниот дел, на рамениот појас. Значи, тоа се во основа цисти кои што се исполнети со кератински маси и со една лојна содржина која што има непријатен одор, непријатна миризба. Се бавно растечки цисти кои што со тек на време може да се инфламираат, значи, и тогаш неопходна е инцизија и нивна дренажа. А во основа атеромот заедно со неговата капсула, бидејќи е инкапсулирана, значи циста, најдобро и најуспешно хирушки се отстранува.
бидејќи во спротивно се останатото е подложно на рецидиви. Значи повторно да се повторат, да се јават. Обично кожата кога се јавуваат на капилициумот на татаромите е мазна, сјајна, гладка и често пати пациентите се запрашуваат а што е ова што е израснато на мојот скалп. Така да. Кератозите, следните, кои што вака и не изгледа многу убаво, па и можеби и најмногу ќе не исплашат, така? Најповеќе ги плашат пациентите и скоро избезумени доаѓаат во ординација за да нели нормално прашаат што е ова, меѓутоа кога ќе се направи пригледот и особено дермоскопскиот наод, станува збор за епителијални пролиферации со папиломатозна конфигурација, значи папиломатозен изглед. Ги има насекаде по телото, главно трупот, екстремитетите, лицето, скалпот исто така, но во суштина може би да речам до нигдека се пофреквентни кај повозрасната популација, инаку првенствено почнуваат како благо елевиран израсток кој што е со некоја жолтеникава пребоеност, жолтеникава кафена, со тек настанува време на кератинизација, односно на пластување, каде што го добива тој веруциформен папиломатозен изглед и можат да достигну вариабилни се во однос на својата големина, од неколку милиметри па до 1-2 сантиметри во диаметар. Има и гигантски кератотични израстоци, но поретко се манифестираат. Обично дијагнозата се прави врз основа на нормално клиничката слика, физикалниот наод и дермоскопскиот преглед. Така. И знаат да растат, така да почнат како мали па да растат, а кога се некаде на главата низ косата, тогаш само со допир ќе почувствуваме дека има некаква промена, нели? Точно така. А кога се мали веројатно не ги ни забележуваме, не ги ни чувствуваме. Велам кога иницијално тие се јавуваат како мали плаки, да речам, кои што се со некоја нормална пребоеност или жолтеникава пребоеност, слабо воочливе. Инаку можностите во однос на терапевтските модалитети се вариабилни, од веќе добро востановениот златен стандард криотерапијата или повеќе кратна употреба на течен азот до употреба на локални кератолитици во смисла на 5% салицилна маст, понатаму употреба на лазерските едноставни во еден акт третирање на себароичните кератози и секако малку поагресивната метода или поинвазивната на хирушкото отстранување. Која што и не е секогаш препорачлива, апсолутно, да. Проценува дерматологот така што ќе се преземе и што ќе биде како терапевтски модалитет. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Веднаш по рекламите го вклучуваме и гледачот. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете. Вака, јас и онака се лечам кај доктор во промедика, со таму и матичен лекар и гинеколог и кожно. Пред година дена бев на кожно во промедика. Имам кај препонот како во вид на она желка што е добро, промена некоја како големина и еден дел слојот од површината ми падна. Тогаш ме советува лазерски да го тоа средски, нели? Ама не знам, некој страв дали треба да се отстрануваат тие младежи, како ги викаат, не знам. Дали има нешто бојазно сега што падна горниот слој, а остана уште околу препоните баш. Да, доволно е ова? Да.
Еве сега ќе слушнете совет. Мојата претпоставка е дека станува збор за себороична кератоза, именно напластувањата или слоевите кои што се јавуваат и тој папиломатозен вируциформен изглед импутира на веројатно себороична кератоза. Не е ретка можноста да знае да се отстрани или да отпадне дел, случајно да го зафатат пациентите, да прокрвари понекогаш, да некротизира, да отпадне. Меѓутоа, ако наодот Опасно и страшно ли е тоа ако се случи? Ако наодот на дермоскопија е конклузивен дека станува збор за себороична кератоза, сигурно и препораката била дадена за лазерско отстранување. Така, да. Кога ќе се дојде повторно на преглед, нели, повторно ќе се види каква е состојбата и што ќе се препорача. Ни останаа уште неколку, иако нема да стигнеме за сите да објасниме, ама веројатно, можеби би напоменала единствено за фибромите од типот кои што се делат на тврди и меки фиброми, така наречениот тврд или фибромадурум дерматофибром, кој што е всушност тумор со цврста конзистенција во вид на пастила кој што налегнува на кожата, мала, цврста израслина, која што може да биде бојана кожа, црвеникава пребоеност или кафена пребоеност, а настанува и реактивен тумор на одредена микротраума или чести потторувачки повреди, убоди на инсекти, враснато влакно, расчешување, разгребување, но понекогаш настанува и фиброзгирање на така наречениот невоцелуларен или пигментен невус. Бенигна формација која што можеби во почетокот ги загрижува понекогаш доколку има кафена пребоеност, но позитивниот дампл тест или тест на вдлабнување кога со страничен притисок на самиот дерматофибром настанува инвагинација или вдлабнување на лезијата во подолните или подлабоките слоеви на кожата. Генерално се локализирани на долните екстремитети, но може понекогаш и на останатиот дел од телото. Меките фиброми или фиброма моле имаат својата експресија во вид на солитарен, единачен тумор или оние мултипни фиброепителијални израстоци кои што се честа патологија кај луѓето, особено манифестни на вратната ригија, под пазувите, понатаму во интертригенозните риги, што значи под градите на препоните. Обично многу едноставно се третираат. Прво се мекоткивни, значи со мекоткивна конзистенција, а терапевските протоколи говорат за третман со течен азот, електрокаутеризација, плазмапен, додека солитарниот единичниот кој што обично е или на поширока основа или пак прилепен за кожата во вид на петелка, па е пендулантен, може да достигне понекогаш и големина до 1-2 сантиметри. Тогаш во основа е препорака на третман со хирушко отстранување. Дали се ќе се заврши, извинете, во еден третман или има потреба од неколку пати правење? Тоа зависи од бројот и расширеноста и на папиломите, доколку ги имаме повеќе, значи во зависност на регијата која што ја третираме. Новите техники на плазмапен или електрокаутеризација, радиобрано овозможуваат третман во еден акт. Она останатото, доколку се третираат со помош на течен азот, треба веројатно и по повеќе пати доаѓање во ординација. Така да. А кои се најчестите промени кои што ги гледате во секојдневието на прегледите? Па, шаренолика е патологијата, меѓутоа секако дека папиломите се најфреквентни заедно со себороичните кератози, можеби атеромите да зборуваме, понекогаш наоѓаме дерматофибром, наоѓаме од васкуларните лезии кои што немавме можност, особено до ние сенилни хемангиоми или чериангиоми како што ги нарекуваме, кои што се мултипни, ситни, мали, црвени
крвни рубинчиња, односно пролиферација на крвни садови, кои што во основа и тие представуваат единствено козметски третман, но доколку пациентот од естетски причини не сака да ги има на своето тело, постои можност на нивно третирање со помош на лазерски третман. Во нашата ординација има два софистицирани лазерски системи на фотона, ендијак и ербиумјак лазер, така што постои можности за нивно третирање. Да. А со дермоскопот и дермоскопскиот преглед, буквално секоја промена на кожата ќе се забележи, така значи, и она што најнеопходната алатка на еден дерматолог. Така да. И верувам дека е многу важно да кажеме дека сами на своја рака дома не смееме ништо да преземаме. Оние во наводници народни рецепти кои што за можеби за кои што сме прочитали или сме слушнале од некој ни ги препорачал, ни кажал, сами не знаеме која промена, велиме ние во основа се бенигни, безопасни, ама не можеме да направиме проценка, па можеби ќе оштетиме и кожата од околу, како ќе го аплицираме тоа, во секој случај сами ништо да не правиме. Знаете, јас велам, треба да си го слушаат своето тело, треба да ја гледаат својата кожа, меѓутоа најповеќе од се треба да го слушаат својот лекар-дерматолог. Значи, конклузивноста на прегледот со ништо друго не може да биде заменета. И во насока на диференцијална дијагноза, апсолутно е најзначајната можност за разграничување на типовете на израстоци, било да се бенигни или малигни. Така да. На самиот крај сме, само да подсетиме уште веднаш по емисијата заминувате во Штип, во Систина офталмологија Штип, каде што имате веќе закажани прегледи, секој петок сте таму, така по промотивна цена од 50% попуст секој преглед. Да, мислам дека е пристапна цената од 990 динари, достапна за мноштвото од граѓаните и повторно напоменувам со задоволство доколку можам да помогнам. Да. Ви благодарам, доктор Ивана, за гостувањето. Задоволството беше мое. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имате убав и пријатен ден.